Здраво, другари на сите. Ќе пробам, иако имат проблеми нещо со пасвордите, уште се чека да го оправат пред тоа проблем у Star Atlas, што кога направат нешто ново и толку многу луѓе има што сакат да улезат да играат и толку многу дават клучеви, нели, за луѓето да најдат багови и такви работи и да тестират да видат, што просто серверите не може да издржат и сега има проблем со пасвордите. Али да се надејам дека ќе го оправат. Три профила морав да креирам, 3 волети морав да креирам за да можам да улезам да тестирам. Инвентори, кру не ми го дава целио. Значи просто не можам да улезам. Ајде да видиме дали ќе ми го даде. Имат проблем. Али еве, можем да иако не ми го прима пасвордо, значи можем да улезам поради тоа што сум улезен, нели имам 3 волети. Еве успеав да улезам у главниот, дека ми е на главниот фактички профил. Јас знам нешто од хакирање, да го збркам системо. Овие другари можно е пунап, нели, мечиње што ги викам, ово ние мечени зајак, не знам што е, брат. Еве, туку уште не е довршено, еве, например, како изгледат human, значи ова е female, значи може и customize, сега да нулаам, овие чуда уште не се довршени, значи ама битно се унесени у систему. Јас имам Мистик, мислам дека беше... Ово чудо ќе да е Мистико, мислам. А не, Rare. Чекај, имав и Мистик, зашо го нема, или... Мислев дека сум купил... Имаше повеќе делови у Мистик, а уствари е Rare, ќе треба да најдам си купам Мистик. Доста интересно, зашо мислев дека е Мистик... После треба да ги проверам деталите. Значи еве да избереме... Ајде да го изберем ово чудо. Да видам дали ќе можем да тестирам тренинг. Еве имат, гледате сега имат многу повеќе. Че само да проверам, другари, дали снимам. Пошто програмите многу имам милиарда работи уклучено. Не да снимам на празно. Значи сега ќе пробам да тестирам. Значи Gunplay Trainer или да видим ово чудо. Сакам да тестирам да видиме новите работи. Новиот апдейт многу подобро се управува, како што гледате имам уклучено милиарда работи, плюс копам на таа ми е омилена позиција, копам на ово, кој се вика, че да име тука. Кој пука, бе, братче? Значи подобро е сега, полесни се ботовите и кажи го, многу подобро се пука. Значи полесно. Гледате, не сецка, не онадува, поправено, имат многу работи и за чудо со OBS студиото сега. Скадате ли се викав, ко мислев дека имам многу слаб компјутер и викав, леле, брат, шо е работата, у исто време, например, кога уклучам OBS студиото, ми сецкаше, братче, дека бе. Гледа сега колку побрзо работе пиштоло, колку подобро. Малку играам, знаеш, Counter Strike како откочени, знаеш, ко дремеш на некои места, ама открив дека ботовите некако не гледат на високо. Шо оваа пушка каква е, бе, братче?
Бомба нямам ли, брат? Нямам. Че да не играем така, да видим. Иначе ботовите са много яки. Мислям, яки са от близко. Сега брат ще ме заокружи от всички страни ли? Да видим кой ки умре, я или вещичката интелигенция. Братче, зарегевел съм, трябва да почвам да тренирам, гледай, пукам ги вместо глава. Попрошив ги, братче. Не, ботовите са направени много по-лесни, братче, от и много луги се жаля. Глувчето малко ми е тапа, трябва да си купам по-добро глувче, гледай. Братче, ние си изпоправим машини тук. Трябва да вземем някоя друга пушка. Да, истата пушка. Видех се менеме, брат. Опа, шо е, брат? Ovo je više drugo 20. Братчето на пушката налита. Нямам амуниция. $6-0, брат, тая е 7 службената. Охо. Братче, малко ми сецка. Вау! Не, ќе го правят повише. Ботовите ги направя на по-лесно, за да не се нервираме. Ще стварно се на много лесно. Се забравям да гледам мапата отдека идат. Забрил съм да стрелям у глава. Едно време на Counter-Strike бе много добър. И чекай, луги, муниция, бе, брат. И щитче, опа, промашив го. Ама бе, не можем да вземем муницията, ще е работата. Та муниция воля да не е за... Няма муниция тука. На пиштола е безконечно, брат. Гледай го доле знако по 12-ката. Аз ненормален ли съм. Право канив. Сака да му тепа близко. Луи, заврел съм кой игра, и ботовите са доста лесни, значи. Чего, много аматерски от моя страна. Али, ки се по-добре, бе. Предност добра е за видеото, шо не губам. Опа. Не, братче. И братче, 10-0 ли, бе? Декодато и е педерчинята. Сецка ми пада, малко от малко. Сецка. Примето, ама па е добро. Опозадина како шо пукам.
промашив ги, братче. Некой ме пуква позади, братче. Айде, братче. Щито, бе, брат. Че да си излечем малко тука. Опа. Всяки тия матричка. Братче, не можем да се сконцентрирам. Гледай, него ни гледам, бе. Не можем да се сконцентрирам, значи... Още трябва да го реша тай дел. Кога одам на назад и ми улезе от самото човече. Гледай, но да го гадяме, братче, не можем... Дека падна пътай. Гледай, ово е лошо само, трябва да го поправят. Кога идам на назад, гледаш и... Трябваше по... главата да ги рокам. Брат. Сецкаме. Добре, другари, 14-0, не се обрукав на видеото. Това ми се свига, значи идемо. Counter Strike. Екипата. Чекай, дай някаква пушка тук да вземеме. Не е интересно така. Шет. Пепел. Ова пушка ми се свие. Ова пушка е добра, брат. Нема много муниция. Позаде. Со пушка не може да го погонам от позаде. Стой, бе, брач. Няма муниция. Мислам дека ботовите се налутия, виши. Арен бот сум и я, брат. Трябва да вземам поя компютър. Да заобиколиме. Сецка, другари, тука сецка, виши. Зато одам тука горе, за да може да ви покажем. Иначе, ако се раздвижа много бързо, гледате какво е. Гледай. Значи компютъра ми е дефинитивно слаб, братче, с усите тия. И исто, кога пробвам у главата да го дигнам нишано, дефинитивно ми сецка, значи, кога кренам бързо на десно, на лево, не знам дали се приметил, значи не е толкова компютъро як моё за ово чудо. И ако се гледа дека играем... кил 17, машала. Принт скрин тук трябва да се направи на ово чудо. Другари, не се обрукав. 17-0, ебе га, брат. Ботови, не ботови, слаби, не слаби, 17-0. Сега... Не се обрукав за Кантера, ще го играев на времето. И тук имам и на 7 позиция. Excellent, защо пък се викам Excellent? Кой съм я, бе, тук? Що да сборам я Excellent? Леле, аз съм слеп, крипто гуги. 96 скор. 96. И, брат. Шо е работата? Че аз съм легенда, бе. 96. 79. What? Че ово ми ги брои отпред, то ще съм маскал, значи. И не, бе, екзит. Некем па да играем, братче. От другари 17-0. Аво ме най-нервира. Деле пишувам пасворда на празно. Добре, що не се гледа. Значи, на памет се научи в пасвордите. Защо това е волето ли зе? Окей, няма връзка. Идеме да видиме Flight Trainer, Dogfight. Окей, е заебано.
Другари, добре, 17-0, значи аз съм стар кантераш пред 250,000 години, кога играехме на тия белите монитори, на тия тастатури. Добро, тастатурите най-искрено да ви кажем, у мое време бяха много по-яки, брат. Сега тастатури не си свият, брат. Тия тастатури от това време, брат, че спие, брат. Тика се забута в яве, брат. Get on a vehicle and press num 1 to ready up. Защо влизов тука, брат? Трябваше да имам на тръки, брат. Тука не е от тръки, брат. Num 1. Не, чекай, ще тражам я тука, бе. Само да не си изключи скрелс от почетък. Значи... Change mode... Flight trainer... Траково трябва да е, братче. Много е тежко, много е тежко. Тръките ки бидат много тежки. Че да имам шабротки можем да отключим. Дали ки ми даде нещо от играта или мой луге. Ово е Формула 1. Беше $500, па 350, па за 150 можеше да се купи. И чекай да имам дали ки ми го даде ово чудо. Yes! Другари, ово чудо е ракета. Да не ми се смеете, не съм возил 200,000 години, аз съм по подсачината, не съм баш много по возението, че на круг ще да направим да го видим. Ово е Ферари, брат. Кой има $150 да си го купе, ке му трябва и Space Station да си купи за гориво, за амуниция, за храна, не е само да го купиш бродо, зато ви викам луги, кога инвестирате, трябва да инвестирате у токените да ги купите на DAO и после натам, ако направите пари, упадяте у овоа, каже го упадяте у тръки и чуда. Чекай, какво беше? Shit, Flight Mode. Дека е, мен, леле, ова машина е страшна. Брат, зарегевял съм ептен. Не е баш лесно да се вози, али ки си вземем. Имам я джойстик, само не знам защо го фьокат. Не съм тип по тръки да ви кажем. Шо е горе вълчото? Брат, само я може да го запалям бродо у самия старт. Не ми трябва да видам после шо направи глупост. Ще леко се удри в само тай рит. Що ли е реално направено ovo, брат? Що ли е реално направено само се удри в леко от тай брод? От това мало ритче и не губи контрола, браче. И се запали брода. Свиня ми се ова како е направено. Чеки не се обрукало още. Ще добро возам, що не е лошо. Али, значи, ако излитате от мапата, значи интересно се омапалете. Брате, много кривини тука, бе, брат, шо стаза е ова, опичко матер, сега. Можеше нещо на почеток за мене, нещо лабаво, мале, декой долу, излегнав ли от стазата, не, супер. Значи можеше нещо по-прави патеки, за седнувам тест и айде отма глупости. Другари, ово, че им я го возам, замислете си ги овия, те ходам, ай беки си изгас тук. Че си изгас супер савая, брат. Че другари, ако я го возам ово чудо, най-якото Формула 1, че тогава вие ще сте про, ще играете овакви игри. Значи финтата е, мислам дека ќе се тркаме за лале, не урочив се, дека иде, бе, брат. Таман се пофалив. Ко зборам и ко возам, значи моят мозък не може да две функции в исто време, да. Значи чека малко да бацаме от трета, бе. Значи иначе играем со тастатура и глувче, значи не играем со джойстик. Значи не е лошо, брат, че ни нашка не излитав шо. Дека се коче, не, зашо кочеш така, брат. Значи айде да видим шо резултат ќе направим. Луѓе, замислете си, аз съм аматер за тръки, значи чим го я возам ово успешно, да се рече. Ке видим шо ќе покаже, леле. Значи замислете си, вие шо може да направите
Ке се бориме за Star Atlas, най-добрите планирам да ги вземам за мене, да се тръкат, пък и деляме 50-50 от мене. Зато ви викам, не мора да купувате. Купете си вие DAO токени, а от мене ки биде бродовите. От мене бродовите, пък и се тръкаме, да видим що ке освоиме. Деляме 50-50, от мене нели бродови, оръжие, храна, амуниция, я им станици да копат. Ей, шо бе, завършив без да излитам от това ли бе? New рекорд, бро. Шо, брат? Ранк 1. Каков ранк 1 бе? От цяла игра първо место ли бе? Не ме заебай, нямам шанс. Ранк 1. New рекорд, той е за мен изля. Таман си заредовав, човече. Шо правя толкова глупости бе? Не брат. Доста беше. Заеби да не се обрукам ово, сега на стреке се вози така. Сейф е незик. Виж ово, го помне бе. Интересно, че да пинем вода. Ле, да се надеям дека снима. Нем да не... Чека да видам. Нем толкова утепав, толкова надов. Добре. Замисли си. Не се сетявам за коя игра беше. Много яка подсачина. Не се сетявам коя беше стварно. Толкова много яко изиграв. Такви убийства, такви хедшот. И накрая замисли видеото не се беше снимало. На Titanfall мисля дека беше. После втори път пробав да направям. Имав добро видео, но много луѓе не го гледа. Пробав да снимам за пред 200 000 години гейминг, какво игра, от това време не беше интересно, а сега Мандър, алал да му е. Мандър сега, другари, доста добро му иде. Изприме, чека да видим тук шо е ovo чудо. Другари, много македонци геймери мислят дека е во маме игра, дека замисли си не може да си играе, не може да се, аз си имам акция си играем. За они да имат акции трябва да купат бродови, трябва да купат станици, трябва да купат кру. Не, баш ефтин влезо. Са може да купат нели и маленки брочини от по $10 и кру от по $5, $6, ама трябва да имат и станица, защото тай брод сега се лита без пари, ама натаму ке биде, гледа убави, значи луѓе, чекай само да намалам глувчето. Луѓе, овај свет се граде, брат, гледай, ово ке биде толку як метаверс. Тука малку сецка, пошо OBS студиото веќе, чекай да видам и лаптопо не ми е пуштен много лошо, направив. Трябваше да пуштам лаптопо само на секунда. Кулерът от оздоле, леле, много е загрял. Една от грешките никога да не си купувате Alien. Чека да опущиме да тува. Много аматерска грешка от мене, що не го пушти в кулеро под лаптопо, иако е нели зимо, все пак тук AC-то е напукано. И трябва да го лада ово чудо. Ово е змей, не е компютър. Щета, що бев блокиран цели години, иначе компютър го специално купив за оваа игра. От това време чудото литаше. Беше цвер. Гледайте, луѓе, ово секој ден ке се надоградува. Гледайте, тоа е горе брод от $5 милиони. Више купија еден. И другари, значи ово чудо ке се граде. Ке има и лядници, планети, светови и чуда. Ке има мисии, борби. Ке се бореме на овие планети, трки, подсачина, значи няма крај оваа игра. Оваа игра у наредните 100 години ке се граде. Мислам дека и... Чекай да видим, дека да вземам брод, човече. У наредните 100 години луѓе ке се граде, значи нашите деца и на нивните деца ке продължат да играат оваа игра. Значи NFT-њата у нашиот волец е безсмртни. Чекай да видиме шо чудо. Много е мераково да го взе. Не можем, зашо? И овај ми го да, ова е много големо чудо да го возам. Исто овај може. Зашо не може овај, брат? Беше отклучен, сега не може. Не ми се воза, ова е много големо. Ще ќе утепам работа, ово чудо да видим. Ово чудо малко да го повозам. Че секој може, шо има бродови и шо има инвестирано, може да улезе у секој време и да тестира. Тук се малко секе така. Чекай, Flight Mode. Брате.
Братче, свие ми се, замисля. Ово се оключвам сега само да ви покажем. Значи луѓе воки нема крај. И играта е у изработка, значи карпи, детали, чуда, бази, се живо ќе се граде. Еве ја патиката, трката дека е. Че гледате ли? Пред мене е трката. Трката. Значи стазата за трки. Че македонски си го забравив, трябва да се враќам от таа Македонија. 11 години не му лезе на Македонија. Другари, гледајте тука бази, чуда, свиѓа ми се ово чудо, гледате, ќе се граде, нема да има крај. Свиѓа ми се ово како оде, значи тие луѓе што работат на ово чудо. Да си работат. Чекай да видим друго што има, да си работат, да си ја градат играта. Ова е метаверс, ќе биде бесконечен, значи. Не само што се гради 10 години нон-стоп. Значи 10 години ќе треба за фул, да речеме 100% да изградат што како, ама нон-стоп ќе си продолжува каже го, нови планети, нови мисии, нови чуда. Што ова? Чекай, на која се тркав? Трак B. Каква е па таа трак B? Кој не верува да не верува, другари. Јас си имам уложено, имам си флота, майнинг сектор ми работе. Ово е другата стаза. Ако не се лажем, или истата е. What the hell? Ајде некој друго бродче, зашо не ми дава? Как се тркам со ово, брат, не ми е јасно зашо само овие двата ми се отклучени. Чекай, нели сега ја возив оваа стаза? Братче, 2 мегабайти меморија имам, значи. Де да видиме нешто друго. Чисто ми беше да видам пуцачината шо е. Чекай, ово изгледа, не, ја трак, првата на време, оваа втората е истата изгледа, ама е со против други бродови изгледа да се пукам. Тука може да засецка малку. Чекай, моја грешка. Цело време треба да го местам тоа гувче. Значи, ово е NFT бродче, замислете си. $150. Беше и 350. Ајде да видиме старт и дали ќе има пукање. Не пукам, бе. Да, ова е друга стаза. Чекай, репер, шо е ово? Лили, шо звук беше ово, пичко матри. Сега ми сецка малку. Значи ова е тест фаза само, зашо е тај айс, изгледа да го пуштам, а дека се пушта не знам. Многу аматерски шо не си видов опциите. Ама па зашо нема други бродови? Али свиѓа ми се човече. Значи иначе обие студиото кога го исклучам и е фул. Фул ја играам без проблем, ама обие студиото со комбинација со кога снимам и кога копам, значи майнинг сектор, имам, гледате, благо сецкање, не знам, сигурно ќе си примете, и де факто потешко ми е да го правувам. Али баш ке ми е мило да тестирам и со други бродови. Трудам се сега да возам полека. Значи чим има репер, ке има и пуцачина и тука. Ке се пукаме, ке се уништаме како Марио Карт, ако се сеќавате. Значи само со скапи бродчиња. Ајде да извозам и ова стаза убаво. Самаш, продомав и се уручив. Па не е баш лесно да се вози, тоа изгледа лесно, ама... И завршив 2 рунди без да излитам ли, бе? Ши рейс тайм 1.46, без тайм 1.20, кога сум ја возил? Првиот тест, значи и на првиот тест сум бил по-добро, бе. 1.20, значи, ама тоа сум го играл без
То съм го играл без OBS студиото сигурно и ще свига ми се, напредуват. Значи гледате функционални имат и подсачина и за тръки. Чекай да видим друго, ще имат. Увесите се фактически тук, гледаш. Трак, они... чекай да видим главната база ще града, там имам и купено и земя. Тоест имам купено вила. Че не е скапа, трябва да проверите маркет. Че не е лошо, ако си найдете за ефтино си. Другари, финтата е първо, по-добро е да инвестирате и брато. По-добро е, още се граде, гледате, фазата е сега. Бейки, може да ги взимам да ги возам ли? Не ме заебае, брат. Че не ме заебае. Брас. Ово како филмо со Силвестър Сталоне, ко се викаше Джадж, дрет ли беше? Браво, да не одам пешки. Другари, главната база. Гледайте какво изгледа Space Station, тук гледай го, брат. Граде се и тия сите кукички-мукички, я имам тук уложено. Че вие вилите се бъги скапи големите, ама я имам тук негде купено. И ки биде интересно, гледате, още там има тия делови белите. Значи още не е комплетно графиката средена, сите куки и детали да се направят. Чекай, защо си извъртел, бе, брат? Гледай. Ало, брат, че стабилизири се. Гледай. Защо така, бе, брат? Тука, другари, вили-мили, кой знае на кой китови се тия чуда. Че свиеме се како се граде, значи имат още работа, много работа имат за деталите да ги оправят. Али ми се свига, брат, че какво е направено. Че беги няма се оттепам, брат, или да излезам надвор от играта. Боже, сачо и... Коя карпа се мъснав, брат. Човече, не е лесно, брат, ще се вози айде, улизем от турбуленции. Ало, смири се, брат. Ще да видим на коя планета сме. Значи лочото не е толкова лесно да се вози. Тук, другари, защо си извъртва цяло време, не ми е ясно. Нели може да се фиксира, да се стабилизира и на положба. Другари, тук ово не е завършено. Доро, защо не е свигало, како се извъртва така цяло време, гледай. Значи има, що е то горе зеленото. Брат, тежко се вози, бай. Тежко се вози ovo чудо. Значи тук ovaj дел гледате, още нищо не е изработено. Али свиги ми се, има напредок. Преходно ovaj десно отдел не се сеќавам да беше. Али е главната база. Доро, Flight Mode. Hover Mode. Ще е така малко Hover Mode. Не, Flight Mode. Flight Mode, брат, ще ке паднам, бе, брат. Боже, брат, ще скраши все живо. Че не е баш лесно да возиш тук овоа. Очигледно. Сакам да покажем там горе телепортация или нещо. Ще сакам овака града до сгоре да го видиме. Гледай ги водопадите. Бро, гледай. Чекай един принтскрин тука. Брат, убавини, гледай. Много яко замислено, брат. Гледай како се гледа. Чекай един принтскрин тука да направим дека съм бил. И после ги гледаме прогрес. Значи свигаме се. Другари, ово се живо се купува. Замислете се, тия кукички, вили, чуда се купуват. Значи играта не е маме, на играта се работи, тия после вили и сега се скапи, замислете си после колко пари ке вредат. Гледайте, братче, тука. Но свигаме се ово како се прави, како се граде метаверс. Луѓе, 2029, най-касно 2029, ние тука више ке сме у длабоки борби. Значи, така стана 2029, може и по-рано, ама 2029 на следния bull market, тука ние ке сме у длабоки борби.
голем бизнес, пуцачи на тръки, бизнеси, маркети, баунти хантинг има сигурно, има мисии и чуда. И аз извинявам за аматерското литание, ама ovo чудо не се вози толкова лесно, пъма. Значи, шо е ovo, брат, чудо? Значи, гледай, тук ovaj дел, брат, едно се граде. Значи, ovo ќе се проширува, ќе се средува. Тамо некоја арена сигурно за борби. Ще видим дали можем да идем тамо. Да. Свига ми се ова чудо, свига ми се. Нека си градат, брат, и дрвато в воздух. Нека си градат, луѓето нека не веруват. Таман после ки играат за мене. Можем ли тамо да поминам? Македончето ако не пробва да излезе от зидо, от стаклото, няма кой. Оф, таман, брат Черечов. Скрши все живо. Таман Речов. Супер улезов тамо. Македонска работа, брат. Значи ние ако не пробваме негде да улеземе дека не треба, ја мислам дека никој нема, братче, да го проба тоа. Успеав играта да обрнам наопаку. Значи ние, братче, нема тони у гено ние дека мора да пробваме нешто. Другари доста литав у вселената и ја не знам што правам. Сакав да покажам сакав да покажам луѓе дека играта се граде, брат. Играта се граде. Свиѓа ми се ова чудо како напредува. Ово уште ќе се одработува, ово е сега аматерско доста. Значи Join Session, Enter Galia, Single Player Open World, Experimental Mode, Bugs Present. Чекай, какви? Галия Малия. Много сум среќен, брат, много сум среќен. Едва и чекам новио апдейт и новио. Значи, шо, дека се буцав ја. Ајде да видим тука шо брод ке ми даде. Дај некој друг брод да дадат малко, брат. Не знам зашо ми се заклучени на овај волет. Па не може. Значи на другиот волет ми се тие. Леле, ајде да пробам ово чудо. О мај гад. Јас сум иначе првиот шо на првиот тест успеав да го и гледај, отклучуват се вратите. Шо јас сум првиот македонец шо успеав да обрнам оваков брод, ако не се лажам. Косула ово чудо, брат. Сум забравил. Дека е F. Зашо не може да улезем овој брод? Брат, ако што знам, тука стоеш и имаш... тево е. Од позади треба да се отвори, ама нешто изгледа избагирано. Јап. Бродот е избагиран моментално. И нема да можем да го литам ли, бе, брат? Кој малер сум, значи. Ајде да видиме друг. За жал големиот брод е избагиран. Ќе го оправат. Зашо не можем никој друг брод на овај волет? Значи на овај волет само овај ми е уклучен. Че да глувчелно ми се надува. Flight mode. Еви, тука се граде, другари. Добро е. Гледајте, луѓе, сите планети, Галија демо. Значи, се живо луѓе се граде. Чекай да видиме. Значи, се живо се граде, брат.
Вселенската станица, гледай, враче, како изгледа чудото. Се повеќе и повеќе детали ќе се надоградат. Ау, брате, и дури ротира. Или, да. Значи, у астероидно поле, иначе ја тука мојот брод фактички копа. Другари, мојот брод фактички копа. Мојата флота уствари копат оваа станица, овоа поле, копат, како се викаше, чека да видам само имаше некоја друга опција или имаше нешто, како беше? Не ми тикнува. Значи мојата флота иначе, сега ќе покажам тај дел и ќе го гасам, оти видеото ќе надмене многу. Луѓето уште мразат да ја гледат играта, ама ќе почнат да ја гледат, не е проблем. Fleet Command ли беше или? Да, гледајте го луѓе свето. Ово е тоа. Ово е тоа чудо. Чекай, брате. Гледајте колку бродови има сега, ќе даде. Не, нов апдейт има. Не ги дава бродовите. А те ги ја. Човече, гледајте китовите, колку, ово е се флоти, брат. Значи, ово е се флоти на китови. Некои од бродовите вредат 5 милиони, милион, 100.000, 200.000, 30.000, 20.000 долари. Гледајте колку има. Гледајте, човече, тука се копа на лудо. Тие првите што ќе успеат да ископат чуда, гледајте луѓе, се е тоа играчи. Значи нема многу играчи, околу 1500-2000 играчи се појавуваат, али значи се е китови. Оти сега уште никој не верува во играта. Замислете си, ние сме околу 1500 до 2000 играчи што се активни, што се уклучуваат и исклучуваат. Активни се околу 1500-1600, ако не се лажам. Многу сум слаб со бројките, ама и мало и до 3000 кои се уклучувале да тестират, иначе седат, не и се копа, затоа што не и се дава атлас, разбираш, и не и се купуваат вселенски станици. Мислам, не и се купуваат, они имат вселенски станици, ама не ги трошат ресурсите за некој чудо ги чуват и ги трупат. Вали да ги продават на поскапи цени, отколку да возат да играат играта, ама јас си играам, брат, јас се тестирам. Значи ово ќе се проширува и на други, сега моментално мапата ја гледајте кокава. Чи да не се лажеме, ово е многу голем свет. Чи тука имаш од една друга планета да патуваш, се плаќа, брат, не е за без пари. Значи троши гориво, тоа гориво се онадува. Тоа гориво се купува или копаш со тие станици што се купуваат. Најефтината станица скоро пред некој ден ја гледав имаше за $40. Значи тоа е станица која што на 24 сата копа муниција, оружје, чекај покажам. Свиѓи ми се ово како оде. Другари, тие станици се овие. Тие се овие станици. Гледате ли како ми копат? Значи, тие многу луѓе ме прашаат да купим ли бродови екипаж. Ако и купите, ако имате екстра... Брат, зашто не се случи ово? Ако имате екстра бродови и екипаж, можете да купите, да речеме сакате да купите, кажи го, бродови. Најефтините бродови се ships, значи X-Small. Значи овие се тркачките, овие се за рейсинг, гледате, ова е, сега ќе видим Finball Airbike, $10. Еве, за $2,5 може да се купи, за $2,5, али не забравајте. Значи, тоа чудо, item details, значи има, колку шофери има? Има еден пилот, значи еден пилот има и фактички најефтиниот е, дека сум влезал сега да го исклучам само ова. Брате, упорно натискам. Значи најефтино е 0.024, значи 0.024
0.020 0.24 по чекай да видим, Solana е $192 по $192 Solana, значи $4.60 плюс това е за 2.59, значи за $7.20 може да си купите едно търкачко чудо и един екипаж, ще го вози. По-напред се купува бродовите и у всеки брод имаше екипаж, виши нема, значи на нас тия ще сме правите, ще опаднаме ни да дадея без пари екипаж. Моят екипаж негде ми бяха дадели за $2-3 екипаж, кой ще вреде сега много повече. Я имам толкова редок екипаж, що може да достигна цена и от $10, не знам. Ти имам роботи, що фактически имам видено да се продават и за $2-3, що я няма да ги продавам. Овай брод е бомбандер, не тай, овай Opel Jet исто гледате, бродовите са ефтини, фактически и по-напред беят $10.15, гледаш играта още ги продава 15, но вие трейдерите се думи си на брод продава за 2.60 и всеки рече некой ефтин, ама не е ефтин, значи покажа ви брод, кога купите и кога купите екипаж, значи около $8, 9 и проблемо е натаму ке ви трябва таква станица, барем Tier 1, че имам 58, тук имам 2. Значи тази станица, за жал, другари, Structures ли беше, да. Не е баш, всеки видим колко пари. Значи $31, само една, тук 2 за 3, значи $31. Значи са некой влез от $40, да речем, $40, вие имате една станица, едно бродче и един екипаж и имате акцес до играта. Мислям дека ќе ви дава акцес играта, да тестирате кой има яки компютри, може да се купи една станица, едно бродче. Вие можете само со брод и екипаж, мислам, долезете, ама станицата ви трябва, зависи ако купувате. А некои па можете само да си упаднете овај дел, да си купувате, ако разбирате што правите тука. Значи ако успеете да најдете нешто мистик, ретко тука што е. Има луѓе македонци и трейдат, и аз не. Трейдат ги, купи го на 0.24, продава го на 0.3, на 0.03. Трябваше да ти дадат луѓе китови, не ги трябват овие и ги продават, разбираш, и тука може да се изкопа нешто, се трейда, мада ја ви викам много лесна опција, другари е најлесната опција е ова. Улагате у акциите, просто кажано, нели, купувате коини и чекате bull market за да гледаш тука на ово е било all time $14.05, значи представете си да речем за $100. $100 делено на 0.195. Ке купите 512, така ли? 512 по all time high, тука all time high се е продавало на $14.5 по 14.5. Другари, за $100 може да се, за ризик, не ли, ама за $100 може да се направят $100,000. Моментално игра со такав нели тим, шо ако успеят да направят, да, точно е това, значи ке се мачат, ке имат много проблеми, много е тежко да се направи на блокчейн систем, много е тежко луѓе да се нон-стоп имат проблеми, крашове, и се треба да биде поврзано со тај блокчейн и се треба да биде поврзано со овоа. Се треба да биде поврзано да се пратат ситуациите. Да, за веб-пейдж играта знаат да ја укашкат и таму у сектор майнинг, знаат и тука да ја укашкат. Зашо е, брата, OBS студиото ми коче компјутера, ама не и е у позадини копам. Значи Sage Labs, иако е нели фактички Sage Labs, ово сега ще го гледате, шаматерското, е уствари онаа мапата. Јас можем да се, ја играам сега тука пошто програмата ми копа на оваа. Иначе натаму ќе можем да гледам на онаа посовремена на 3D мапата што видовте со планетите, со бродовите. Значи овај Sage Labs уствари е, ово е почетната верзија, гледаш колку глупо се гледа. Планетите и тоа, еве ги бродовите тука, че бродовите се сега точки тука гледате. Само ја кај мене исклучено да не ми зазима.
Значи, натамо, другари, мислам, ќе играеме онаа стаза, ќе играеме онаа, какво каже го, графика. Оно е уствари е Sage Labs и тоа, да не ја тупам. Више мозоко ми лагира и збораме на исто, али кој сака да научи, може да научи, може да се купи за $40 има влез со една станица, со едно бродче и еден екипаж, чисто да има акцес до играта, да може да тестира, да надува, па натам да се надоградува. Кој има $40, може да даде, да си купи и да си тестира. Ако има як компютър, ако немате як компютър, джаве не купувайте. И таа станица ќе му се најде, тоа бродче ќе му се најде, таа екипаж ќе му се најде. Значи нема да е сигурно да изгуби и всеко време ќе може да го продаде. Натаму тия станици мислам дека ќе се продават на много по-големи суми. Значи натаму кога играта се разработи, мислам дека тия станици може да се продават и на $150, $200, $300. Ќе видиме, зависи. От тия станици ќе може да се надоградуват на натамука, така да луѓе и таа екипаж исто натаму ќе се сигурно продава на поскапа сума. Зависи ќе видиме колку нови ќе пуштат де, али никој не умрело ако потроше. Се знам у Македонија нели платите се мали се. Зборам за луѓе што имат пари да купат за $40 наместо да лупат за кафе. Значи фактички луѓе просто кажано оваа нова година баш 10 другари пашав. Другари мислам пријатели колку ќе потрошите околу €500. Со храна, со комплетно тие неколку денови, со курчење, со оно, со гардероби, €500. Ја викам слушај оваа нова година не одете, купете си Стар Атлас, значи за 500 за €400 да си купат Стар Атлас DAO, замислете си, и да си купат, ја у долари го смятам сега, евро не, $400 делено на оваа цена, да не одат на нова година и викам, да ме послушат, ќе купат 2000 по 14.5, ја мислам дека стигне и по-големо, $30,000. Значи ти, ако не отидат на нова година, држете ме на збора, ако не отидат на нова година, ја мислам дека ова е bull market и да не е на 14, другари, и да не е на 14, на $4, на $4 да е, значи е 2051 по $4, $8,000. Значи нова година или $8,000. Може и на $2 да го продават. Ако сакат, разбираш, па да вземат $4,000. Значи на нова година да не отидат, да се сеят дома се уживат, да се уложат на овај bull market да издржат, другари, гледате шо, пари може да се взема. Ја така и сметам работите, пошто ние ова е bull market, кој може да се направат пари, после сме 3 години bear market и от тия 3 години bear market имате 3 нови години, што можете со овие пари да бидете у Дубај, у Русија, на Хаваите и така. Со овие баш на Хаваите не, ама со 30,000 на 14 го успеете да продадете, може да идете и на Хаваите. Тоа е другар. Чао. Ја какви правам аматерски видео, про на сите да се извинам. Значи, гледаш, немам тука нешто составено, реченици, па да читам во оно, нема, рандом уклучувам се. Другари, за вас ги правам, да, моментално гледат 300, 500 или луѓе малку, али сепак да не се лажеме, зависи у Македонија 1000 или 500 луѓе да направат $30,000. По $30,000, значи утре ќе отворат и бизниси, ќе бидат и срекни, значи ја на замисли на 1000 луѓе да успеам, на 1000 луѓе да успеат $30,000 да направат. Замислете си колку живото ќе се промени и ќе бидам многу посреќен. Ќе се развива Македонија. Така да и натаму ќе бидат и ќе можат со тие пари да уложат да купат и натаму и бродови. Откако ќе купат бродови, значи ќе можеме брат да направиме една многу јака екипа Македонија и да се бореме за тие награди. Зашо да не се бореме у тај свет, што ви го покажав 3D? И уште еден свет, и друг, и трет, ќе има уште многу, зашо да не се бореме, луѓе? Што така да, луѓе, тоа е. Јас ви кажав. Значи пари што се за цигари, пари што се за кафе, пари што се за кафана, пари за нова година. Ако ги прежалете и да не ги потрошите и да купите ово, мислам дека никој не умрел од еден обид. Значи вие не улагате заштедата, вие улагате пари од цигари што се скратиле, пари од кафе шема, цела Македонија што ми се смее за тоа, за таа математика. Многу луѓе ме разбраа, направија го тоа, направија многу јаки пари. Че откажаа се од цигари, откажаа се од кафе, откажаа се од не дека, значи петок, сабота и недела, откажаа се од една кафана, од едно излавање, почнаа да улагат и луѓе направија сериозни парички. У последните 3 години што го правеа тоа, кратеа по една кафана, значи 4 кафани на месец, кратеа
по една пакла цигари, кратия по 2 кафиња пија сега не може ти без кафе се оставаш. Ја разбирам дека секој сака да излезе од трговска се прошеда. Али зборови има случаеви на луѓе што кратија да пробат чисто да видат дали сум луд и после 3 години еве на овај bull market више, они имат уши сега многу јак профит. Разбирате ли, уши се имат јак профит, само што за жал некаде излезат у јавност, а Македонија е мала, ќе се дознае. Ќе видите кола, купил си камион, бизнис си отворил, ќе се чуе. Поздрав другари, да не ја филозофирам, уште еднаш ќе извинувам се на сите за мојот аматерски пристап, што немам никаква организација, али чисто од кеф ви покажувам, еве ја и без тоа денеска планирав нели да тестирам со Ослободив. Кажав дека одам на еден другар да му помагам, куќето му е многу штетена и гледаш, ја не сум тип да милионер па да си дигам главата, речем да ја ќе да работам, одам помагам, не е проблем. Частева чуда и за тоа за жал не можев да снимам видео, ама еве денеска например што ќе седам сам да снимам видео, да тестирам и сам да гледам Стар Атлас DAO, сам да правам аналитиката по пораки, еве снимав едно видео кое што сигурно е на саат. Пошто моите 15 минути се или 30 минути или моите 15 минути е не саат, тоа е. Али другари, кој има време, наместо Сител телевизија, наместо ова она, саат време, мислам секој може да одвое и чисто ово се вика програмирање. Значи ја давам една моја аналитика и кој сака може да проба и да види. Значи една година од да скрате од кафани, мафани, од нова година, од цигари, од тие работи, од алкохол и чуда, значи тие без тоа работи, тоа не е дека ви нешто, ако скратите и уложиш тука сте изгубили, ви не сте изгубили, ви сте добили на здравие и плюс сте истражувате нова технологија. Тоа е. Че некој ќе ме рече и брата, можно ли да изгубам? Не, брат, ти добиваш само тоа што се прекинал цигари, кафе, излавање кој што е безнадежно, разбираш. Значи викаш немаш пари, значи која женска Македонија ќе те погледне без пари. Значи самите си окажуваат тоа упораки, така да, еве другари, бујрум, видео да не саат, кој што ќе го гледате 2300 луѓе го гледат само. И тие 300 луѓе, многу луѓе што ме послушаа со Стар Атлас DAO, ќе видиме овај bull market што ќе направат. Чао другари, да се надевам дека се повише ќе го гледате ово видео, ако не ќе го гледате после 5 години, па ќе разберете што сум ви зборувал. Чао.